Почитувани, деновиве сме сведоци на повторен обид за манипулација со граѓаните на општина Битола и Македонија од страна на концесионерот ДОО Стентон. На пресконференција и во портали блиски до концесионерот беа искажани шпекулации и приложени документи со кои се трудат да оправдаат работата и експлоатацијата на рудникот во местноста Билбил Камен. Иако приложениот документ од 2011 година е со предмет мислење за влијанието на истражувањето, кој Министерството за економија го побарало од општина Битола, тие се повикуваат на овој документ како мислење за експлоатација. Истражување не е исто што е експлоатација. Видливо е дека концесионерот подолг период интензивно врши експлоатација на оваа локација, што може да се види и на терен, а што е потврдено и во документи од страна на општина Битола, сектор општински инспекторат. Од друга страна, експлоатацијата ДОО Стентон ја прикажува како припрема на теренот и истражување. Целата постапка за добивање дозвола за експлоатација завршува со добивање на Б интегрирана дозвола. Оваа дозвола концесионерот ја нема и затоа му беше наложено да ја прекине работата во рудникот. Да потсетиме уште еднаш. Комисијата за заштита на човековата средина при Советот на општина Битола едногласно ги донесе следните препораки до локалната самоуправа: да не му се издаде на фирмата Стентон Б интегрирана дозвола и Инспекторатот за животна средина да изврши увид на лице место и да постапи според законот. Поради непочитување на забраната за работа, на ден 31.3.2017 година им беше изречена и казна. Македонија мора да биде правна држава и никој не смее да биде над законот. Повторно ги повикуваме и воедно ги охрабруваме вработените во општина Битола да ги почитуваат законските одредби и да не подлегнуваат на засилените притисоци. Почитувани сограѓани, ова е само дел од битката за здрава животна средина во општина Битола. Сакаме да ги увериме дека ова е битка од која што ние немаме намера да се откажиме. Заедно со граѓаните на општина Битола, здравието на граѓаните на општина Битола е над сите, над било кои лични или приватни бизнис интереси.